Ќе почнам со снимање сега. Ми текна затоа што секогаш кога закажувам Zoom повик, секогаш кога ставам да биде снимен, а сега не ми кажа Zoom-от дека снимам, ми текна дека го немам поставено тоа. За сите кои што почнувате сега да слушате, зборуваме за тема самосвест и самодоверба и разликата помеѓу самосвесна личност или личност која што има самодоверба. Главната разлика е тоа што самодовербата се врзува за надворешни постигнувања, додека самосвесна личност знае дека ништо од надвор не зависи на нејзината вредност. Тоа е на главна разлика. Самодовербата исто како и самосвеста, на неа се работи, се расте и се зголемува, односно кога свесно ќе го ставиме фокусот, можеме да ги промениме работите кои што ни ја нарушуваат самодовербата, кои што ни ја спуштаат, или свесно да го насочиме фокусот да ја подобриме. Самодовербата зависи од родителите, зависи од афирмациите кои ги примаме како деца, зависи од околината, наставниците, детството кое што сме го имале, но тоа не е константа и не е нешто што не се менува. Па, ние, кога работиме на подобрување на самодоверба, најдобро е да се почне од нешто во кое што сме добри. Многу често кажуваат кога немаш самодоверба, почни од темата во која што не си добар. Не се почнува, односно научни истражувања кои што се правени на оваа тема, тврдат дека најдобро место за да почнеш да ја развиваш својата самодоверба се точно оние места во кои што области во кои што ти си добар. А односно, треба, ако сум добра во готвење и таму гледам дека самодовербата ми е супер, окей, ќе работам на тоа и ќе постигнувам уште поголеми резултати. Ако гледам дека сум добра во држење предавања на Zoom, овде ќе билдам мојата самодоверба и уште повеќе ќе одржавам сесии, ќе одржавам предавања за да ја зголемам мојата самодоверба на ова поле. И уште еден мит за самодоверба е тоа дека самодоверба ја земаат генерално во животот. Таа личност има или нема самодоверба. Самодоверба не се класифицира со да и не можеме да кажеме дека генерално можеме да ја дефинираме. Самодоверба може да имаме на одредени полиња во животот, а на одредени полиња да ја немаме. Например, јас чувствувам самодоверба кога зборувам вака пред камера и јавно, затоа што знам, едуцирана сум и знам што зборувам. Но, ако некој ме праша сега да зборувам за, например, логопедски услуги и како да се подобри говорот кај деца од 6 до 7 години. Јас нема да знам што да кажам на таа тема и нема да имам самодоверба. Или во партнерски односи, например, како област. Може јас во мојата кариера и работа да имам многу самодоверба и да имам раст и успех, а во партнерски односи да ја немам. Односно, да мислам дека не сум доволно добра за мојот партнер. Ако имам некој посупериорен партнер или партнер кој што има доста висока самодоверба, тоа може мојата да ја спушта. Како мит го земав ова затоа што со генерална слика не можеме да влеземе во деталите и корените на самодовербата. Затоа, како што кажав, почни да ја подобруваш својата самодоверба во област во која што веќе си добра. За да бидеш уште подобра и за да го развиваш и негуваш она чувство, имам самодоверба. Јас вредам. Што е самодоверба? Верба во себе. Па верувам во себе. Добро, окей, тука е тоа чувство. Самосвесна личност нема потреба од комплиментите и потврдите од другите луѓе. Знае дека може и знае дека вреди. И знае дека нејзините цели може да ги оствари, но знае и дека и да не ги оствари не ја дефинираат. Кај самосвесна личност тоа нема такво влијание. Но, кај личност која што само билда самодоверба, тој како има влијание. Бидејќи еден мал неуспех може да ја врати на нула. Еден мал неуспех може да ја покаже дека не вреди, дека не заслужува и да се врати на оно поле, не сум доволна. Односно, чекорот прифати се, за кој што зборувавме на ретритот, овде е прерипан. И затоа е самодоверба на стаклени нозе. Кога ќе работиш на тема која што веќе си добра и сакаш да се унапредиш, например кај луѓе кои што знамерената црта, добра си во тоа, имаш осет, имаш идеи и креативност. Ако дозволиш твојата креативност да тече со флоу, таму, на областа во која што си добра, ти многу лесно ќе ја подобриш и областа во која што не си добра.
Односно, ако во партнерски односи чувствуваш недостаток на самодоверба или недостаток од вештини на комуникација со партнерот, ти можеш да се подобриш така што ќе се фокусираш на области кои што си добра. Но тоа не значи дека нема конкретно светло да дадеш на работа со партнерот. Работејќи го она во што сме добри, ние веќе го чувствуваме, го имаме чувството вредам, заслужувам, можам. Со тоа избери една област во која што не си добра. Нешто за што мислиш во наводници дека не те бива или чувствуваш помалку самодоверба кога го правиш. Ако е тоа јавен настап, јавен говор, ако е тоа не знам, разговори со директорот, било што да е, тоа партнерски односи, готвење, ако треба да спремаш вечера за роднините на сопругот, тоа може да биде поле на кое што ќе чувствуваш дека ти не си доволно добра, но можеш да се фокусираш на тоа поле и постепено да го растеш. Кога еднаш почувствуваш дека можеш и вредиш и заслужуваш, тогаш многу лесно ќе ги растеш и другите области во кои што мислиш дека не вредиш, не заслужуваш, не си доволно добра. И чекор по чекор направи си план како јас можам од точка А да стигнам до точка Б и да ја зголемам мојата самодоверба. Например, ако мојата самодоверба е разнишена на полето комуникација со партнерот, како и на кој начин можам подобро да комуницирам со партнерот? Дали тоа што избувнувам и викам ми прави да чувствувам недостаток на самодоверба? Да, ние на личност која што повишува тон, вика и се однесува дрско, не е личност која што има самодоверба. Баш напротив, тие личности имаат нула самодоверба. Ако верувам во она што го зборувам и ако знам што зборувам и како зборувам, немам потреба да разговарам со повишен тон. И немам потреба да викам за другите да ме слушнат. Но што се случува? Ние мислиме дека ако викаме, другиот повеќе ќе не слушне, а при тоа сме свесни дека тоа не функционира и ти веќе се чувствуваш на климави нозе. Самодовербата се разнишува. Ајде да видам како можам во тоа поле да ја подобрам самодовербата. Ќе слушам на YouTube подкаст или на Spotify за партнерски односи. Ќе запишам курс или програма за подобрување на партнерски односи. Ќе вложам 1 час во текот на цела недела да посветам пишувајќи дневник, афирмирајќи, читајќи книга за партнерство. Ако некој стварно го интересира таа тема, 5 јазици на љубовта не е дел од премиум програма и е стварно книга која што мислам дека треба да се даде во матичното кога се венчаваат паровите. Затоа прво фокусот го ставаме на нешто во што сме добри, но потоа си правиме план како да го се подобриме во она во кое што мислиме дека не сме добри. Има неколку прашања кои што можеш да си ги поставиш, јас си ги запишав овде за да видиш што на кое ниво си во овие две фази. Односно, кога појачуваме нашата самодоверба и кога во тоа, да кажеме, допринесуваат надворешните успеси и постигнувања и се, без работа на темата самодоверба и да верувам во себе, едноставно само да верувам во себе, без разлика што постигнувам и како постигнувам и свесна за тоа, тогаш ние можеме да се запрашаме кои се моите вредности. Може и да си ги запишите овие прашања. Кои се моите вредности? Дали моето однесување е адекватно на тие вредности? Значи, ако моја вредност е семејството, а јас на мојата to-do листа имам ставено работа и време со детето 1 час, дали стварно ја негувам ја мојата вредност? Дали адекватно се однесувам според мојата вредност? Што ќе се случи ако не успеа? Ова е многу добро прашање за оние кои што се плашат од неуспех. И баш пред некое време ме праша една клиентка која што на втората генерација од премиум програма си откри својата животна страст и ме праша: Габи, а што ако не успеам? Дали ќе успеам јас да ја живеам мојата страст, односно сака да се занимава со НЛП? И јас си прашав, за мене не е прашањето дали ќе успееш, туку како ќе успееш? Како ќе дојдеш ти до НЛП ментор? И ако прашањето е како,
одговорот го знае, да се запише на курс за NLP. И просто и едноставно е. Но ако се прашуваш дали ќе успеам, па што ќе се случи, како ќе се случи, тогаш ти веќе сам се саботираш. Затоа, што ќе се случи ако не успеам? Ништо. Нема светот да пропадне и да не успеам. И што е неуспех за тебе? Дефинирај си. Како ќе се чувствуваш ако не успееш? Ете, замисли некоја од твоите цели и како ти би се чувствувала ако не успееш во неа? Дали можеш да поднесеш да не успееш? Затоа што ние многу пати за мерило и репер за нашите постигнувања, нашата вредност и самодоверба ги поставуваме туѓите постигнувања, туѓите успеси, туѓиот живот. А тоа не е мерило кое што мери добро. Вагата не е точна. Ако јас се мерам со мојата менторка, јас дефинитивно ќе кажам дека јас сум неуспешна. Но ако јас мерам дека мојата менторка работи 8 години во таа иста професија и дека 12 години има вложено во едукација, а јас имам 1 година искуство и 3 години едукација, тогаш можам да кажам дека окей, постигнувам успех. Кое е мерилото? Ако сама со себе се споредиш, тоа е точно мерило. Но како репер, се додека ги земеме туѓите постигнувања и успеси, ние сами себе си ја разнишуваме самодовербата. Но само свесна личност не го прави тоа. Дали знаеш некој кој што е успешен во се? Дали знаеш некој кој имал неуспех? Сигурно дека да. И зависи како го дефинираме неуспех. Но дали мислиш лошо за таа личност која што ете не успеала во нешто, имала неуспех? Дали ја дефинира тој неуспех? Не. Зошто мислиш дека тебе те дефинира твојот неуспех? Бидејќи за другите ни е сликата малку појасна, бидејќи од далечина. Но за нас не. Но ако и ние ја погледнеме нашата слика од далеку, односно големата слика од она што следи, ќе бидеме во мир со она што е сега. Дали можеш да ја замолиш личноста која доживеела неуспех да сподели со тебе какво е тоа искуство да се доживее неуспех? И да ја прашаш дали тој неуспех бил причина за следниот успех? Што мислиш дека би бил одговорот? Или ако си доживеала ти неуспех, ајде запрашај се дали тој неуспех ти бил причина за следен успех, односно мотив. Дали ти се случувало во текот на животот, после серија од неуспеси, сепак да успееш во нешто што си го сакала? Односно, например, тоа може да биде полагање на некој испит, полагање возачки испит, полагање, не знам, таму сега луѓето полагаат B1, B2, германски, норвешки, секакви јазици, англиски. Дали ако еднаш, не положиш, два пати не положиш, се случило на крајот да успееш во нешто во животот? Секако дека да. Сите сме имали, ако не на друго место, на факултет. Доказот е тука. Како си се чувствувала тогаш? Си доживеала неуспеси, а на крајот сепак си успеала. Најверојатно ослободување, а и доказ сама на себе дека можеш. Кои се особините, карактеристиките кои ги цениш и вреднуваш кај другите луѓе? Ова многу ќе ти каже за тебе. Дали некогаш дали си личност која што некогаш тие особини кои што ги цениш кај другите луѓе ги применуваш и кај себе, односно дозволуваш да ги користиш на некој начин. Ако јас вреднувам кај другите кога се, да кажеме, позитивни, не знам, за вредност има, пример, добар слушател, ете тоа ми од Мартина од последниот ретрит, добар слушател ми кажа дека има добра особина. И сега ако тоа за мене е вредност која ја ценам кај другите луѓе, дали ја имам кај себе? Дали ја стварно ги слушам другите? Или тоа ми е важно другите да го прават за мене, ама јас да не ги слушам нив? Многу
сите овие особини кои што ни се важни кај другите и ги сакаме кај другите, ни кажуваат многу за нас сами. Кои се тие особини кои си ги цениш кај сама себе? Мислам дека најважно прашање од овде е ова прашање. Кои особини си ги цениш кај сама себе? И дали доволно си ги вреднуваш? Ако сватиме дека она што е сега е точно онака како што треба да биде и ја сватиме креацијата на животот и дека тој неуспех и се она што може да ми се случи како негативно не ме дефинира мене и она што ќе го направам погрешно не ме дефинира мене, јас не сум моите грешки, јас можам да грешам, јас не сум тагата, јас можам да бидам тажна и ако си дозволиме и прифатиме да бидеме она што сме, тогаш стануваме посвесна личност. Со самото прифаќање, така е како што е, веќе освестуваме едно многу важно ниво, а тоа е не се критикувам и не се осудувам за она што сум. Нешто за што никој не научил, тоа е дека самосвеста е како еден услов за состојба на љубов. Односно, љубов спрема себе и другите и се она што го има во животот и се она што е створено. Ако немам јас развиено чувство на самосвест, самоприфаќање, јас не можам да ја го понудам тоа на другите. А да ги прифатиме другите е еден од најдобрите и најбитните начини на кои што можеме да ја покажеме љубов. Љубов не се покажува со јас те сакам или со купување редовно подароци или со изјавување секојдневно на љубов. Љубов е дело и љубов да и потребно е да се кажува, но се покажува. А со тоа што можеме да го прифатиме некој точно таков каков што е, ние му го даваме најголемиот подарок, најголемиот доказ за љубовта. И многу е важно да разбереме дека ако самодоверба можеме да ја негуваме, можеме и самосвест. Односно со самото прифаќање. Секогаш кога ќе се фатиш во критика, осуда, негирање на она што си ти, дури и да си личност која што критикува и осудува, и кога слушаш вакви предавања, го вперуваш прстот во себе, јас критикувам, јас осудувам и се срамиш од себе, тргни го прстот. Не сме овде да се критикуваме и осудуваме, туку само да се прифатиме и промениме да бидеме подобро. И наместо да ни биде задача да бидеме подобри мајки, ќерки, сестри, ајде нека ни биде задача да се чувствуваме подобро. Затоа што не може да се чувствуваш добро и да бидеш лоша мајка. Кога си лоша мајка? Кога викаш на детето? Кога не ти е задоволена некоја потреба, кога имаш недостаток од сон, кога немаш јадено добро, кога не се грижиш за себе, си немала одмор кој знае од кога, сама си со децата постојано и брзаш да постигнеш, жонглираш со време, тогаш си лоша мајка во наводници. Тогаш си лоша ќерка, ќе се развикаш на родителите или ќе повишиш тон. Тогаш настануваат конфликти со партнерот. Но се додека ги задоволуваме и нашите потреби и сме свесни и го признаваме она како што е и се трудиме да бидеме добро, само да се чувствувам добро, ние со тоа вложуваме и во тоа да бидеме подобри. Самодоверба е нешто што можеме да го растеме и со афирмации. Затоа што се оно што ние го изговараме, го слушат прво нашите уши, а потоа и сите околу нас и се друго. Ако постои истражување во IKEA кое потврдува дека биле поставени две цвеќиња и на едното имало налепница да му зборуваат позитивни работи, позитивни афирмации, како убаво си, баш ти се убави боите, совршено цвеќе, а другото да го критикуваат. Не си убаво, не си добро, види какво си грдо и добивало негативни коментари. Цвеќето со позитивните афирмации за 2 месеци веќе расцветало и пораснало, а другото цвеќе кое примало негативни афирмации, за жал, овенало.
тоа многу покажува за нас луѓето. Само што ние многу повеќе го слушаме оно што го зборуваат другите, отколку ние самите. Ако почнам да го слушам оно што го зборувам јас и да го примам оно што го зборувам јас, тогаш можам да ја негувам и да ја растам мојата самодоверба со афирмации. Јас сум убава, јас сум паметна, јас вредам, јас сум доволна. И нешто кој што во може последните 2 месеци мене ми ја промени перспективата за љубов кон себе и почит кон себе е афирмации во огледало. Односно, наутро кога станувам, прво нешто што го правам е одам пред огледалото, се гледам во очи и си кажувам: Габи, јас те сакам и те прифаќам таква каква што си. Само тоа. Да се гледаш во очи и да си кажеш дека се сакаш и прифаќаш како што си, може да биде реченица која за прв пат ја слушаш во животот. Затоа што не сите родители се научени да даваат позитивни коментари и комплименти на своите деца. И можеби за прв пат од било кој во животот ќе слушнеш дека се сакам и се прифаќам како што сум. Немам потреба да се променам за да се прифатам. Прифаќањето нема врска со тоа каква ќе бидеш ти и кои се твоите цели. Ако ти е твојата цел да имаш подобар говор на тело, не значи дека ако го прифатиш твојот говор на тело сега, нема да ја постигнеш таа цел. Прифаќањето е првиот чекор кон промена. Но ајде да освестиме колку е важно да прво се сакаме и прифатиме себе. Свест за себе. И кога го кажувам тоа пред огледало, ги ставам рацете на срце. Прво што правам е дишам. Пробај. Диши сега со мене. А потоа ќе се погледам во огледало и ќе си кажам: јас те сакам и те прифаќам каква што си. Ајде кажи си ти сега. Те сакам и те прифаќам каква што си. Се сакам и се прифаќам каква што сум сега. Какво е чувството? Да знаеш дека некој те прифаќа. Жената ми вели лайк. Добро е. Кога не го негуваме ова како свесна личност, за нас е личност која што се сака себе, нарцист, и прво може да дадеме негативен коментар кога ќе се каже некој се сака себе, а после да кажеме браво или тоа е добро или тоа е добар старт. Тој никој нема да ти го каже. И ако јас сега ви кажам, јас сум добар коуч. Јас сум добар коуч. Како ви звучи тоа? Како нарцист, самолюбие или самосвест? Самосвест. На курсот на кој што сум, кога менторката го постави ова прашање, првиот одговор ми беше самосвест, затоа што е свесна за сама себе. Не се споредува со никој друг, не се критикува, не вика јас сум најдобар коуч, не се максимизира во својата улога, не се врзува за улогата, туку само јас сум добар коуч. По низините мерила добар коуч. Одговорот на неколку од жените во групата беше тоа е самолюбие. Ги праша зошто? Што е за тебе самолюбие? Па да се сакаш себе и прифатиш себе. Зарем не сме овде да научиме да се сакаме и прифатиме? Па да, ама велиш јас сум добар коуч, се фалиш. Во тоа е поентата. Во дефиницијата на реченицата јас сум добар коуч нема никакво самолюбие. Ама секогаш кога некој сам себе ќе се похвали, на нас ни доаѓа нагон на нарцист, самолюбие. Природно ни е да го препознаеме тоа. Никој нема да ти каже, тоа е љубов кон себе. Тоа е негување на себе, добар однос со себе. Значи, прво ние да критикуваме и да осудуваме. Ама, ако слушнеме некој да каже, јас сум за никаде, јас сум дебела, јас сум грозна, јас имам акни, јас сум многу лош коуч, тука веќе може да ни кажеме, окей, се критикува, тоа е нормално, значи тоа ти е нормална ствар, ама ако се фалиш сам себе, тоа не е нормално. И за таква личност која што се критикува,
природно ни се појавува некоја емпатија, додека за другата личност имаме критика. Нема емпатија, нема чувство на браво, на пофалба, на поврзување. Затоа што не ни е природно тоа. Никој не научи. На здравје, Рената. Затоа многу е важно да негуваме самосвест, да негуваме свест за она што е и да обрнуваме внимание на она како реагира нашето тело кога ќе слушнеме дека некој друг може да се пофали себе. Јас сум добар коуч, нема никакво самолюбие. Само добар коуч сум според мене. Значи не се според јас сум подобар коуч од Марија или јас сум полош коуч од Марија. Тука веќе се гледаат дистракции од она што е. Самосвесна личност не се споредува, не критикува, не осудува и не прави никаква компарација, нити зема за мерило некој тук живот. Единствено самосвесна личност со кого може да се спореди е сама со себе. Себе сега и себе пред неколку години. Бидејќи ако имаш дефиниција за себе од иднината, каква сакаш да бидеш и твоја цел, тогаш она што те дели до твојата цел е она што си била и она што е, тоа е точка А, она што си била, и точка Б е она каде што сакаш да бидеш, е она што е сега. Мостот за да стигнеш онаму каде што сакаш е ти сега. И се она што го имаш ти сега. А тоа се и позитивните и негативните особини. Само доверба како што може да ја негуваме со афирмации, позитивни афирмации. Кажам, чекај, треба да престанеш ли тоа што го правиш? Тие се нечисти? Мислам дека го вклучи Елена микрофонот. Не се кајки. Многу добро во самодоверба е да го намалиме се она што ни прави да не веруваме во себе. Да ги смалиме дистракциите. Ако сме обкружени со негативни луѓе и луѓе кои што секогаш не потсеќаат на нашите грешки, тоа може да бидат и родителите, за жал. И луѓе кои што секогаш се овде да ни кажат во што не сме добри, и ако во друштвото на тие луѓе ние се чувствуваме помалку вредни, тоа е првиот знак дека треба да го намалиме времето поминато со нив. Тргни ги и другите дистракции. Ако Инстаграм твојата дистракција и сликите кои што ги гледаш од совршени мајки, од совршени девојки, од некои кои што име постојано чисто дома, некои кои што се постојано средени и нашминкани, и тоа ти прави да се чувствуваш помалку добра, помалку убава и вредна, тогаш отстрани таа дистракција. Намали го времето на поминување на тие мрежи или едноставно воведи само контрола. Наместо кога ќе видиш успех кај некој друг да кажеш види јас не сум доволно добра, кажи јас сум следна и јас ќе успеам и јас ако можеш ти, можам и јас. Јас кога ги гледам оние луѓе кои што живеат во Осло покрај море, јас не велам види тие живеат, јас не живеам, а ако мојот сон е да живеам покрај море, туку велам ако можеш ти, можам и јас. Ти не си ништо повеќе од мене, можам и јас. И јас ќе успеам исто како што и ти. И самосвесна личност знае дека има потенцијал внатре во себе и не се труди потенцијалот и инспирацијата да ја пронајде надвор. Конекцијата со себе, односно свеста за сами себе, ја губиме точно во тој правец. Кога нашата инспирација и мотивација постојано ги бараме да дојдат од надвор, а не можеме да се поврземе со себе и да, например, за луѓе кои што креираат креираат било што. Ако јас постојано идеи за она што следно ќе креирам, каква програма, каков пост, какво стори, каков рилс, барам во други коучеви и други тренери, јас само ќе ги копирам. Тоа нема да бидам јас и тоа нема да биде моето автентично. Самосвесна личност има слобода, односно си дава слобода да биде автентична, своја и уникатна. Без разлика и по цена на тоа да биде отфрлена, неприфатена, одбиена и несакана. Што значи тоа? Тоа значи дека јас во медитација или во тишина ќе се прашам која е мојата следна тема на креирање. И така ми дојде и еден рилс кој беше јас немам конкуренција, а ја немаш ниту ти. Кога го објавив тоа со наслов јас немам конкуренција, прво нешто е дека насловот тригира и дека ако не го
прочиташ остатокот од рилсот, дека ќе помислиш дека сум вообразена и можеш да имаш соодветни критики за мене, арогантна или било што. Но кога ќе го прочиташ целиот дел дека јас немам, ја немаш ниту ти, поради тоа што на мојата енергија и на твојата енергија не може никој да биде конкуренција, бидејќи ова е универзум во кој што главна алатка за раст, развој и креирање е енергија, тогаш на мојата енергија немам конкуренција. Немаш ни ти на својата. Но ако не го прочиташ рилсот до крај, прво нешто што ќе ти падне е вообразена и дрска. Ако го прочиташ до крај, можеш да кажеш свесна личност. Океј, да. Има едукација, има темел, да, научно е потврдено тоа, енергијата креира. Затоа сакам да кажам дека ако ја барав инспирацијата надвор од себе, јас можев да копирам некој друг коуч и да снимам нешто кое што го снимаат сите. Побарав во себе и знаев дека тоа е она автентично и мое јас. И бев спремна да се носам со последиците кои може да ми ги донесе тоа. Но кога креираш од оно што е внатре во тебе, си автентична и своја, универзумот на таа вибрација не ти носи лоши и негативни коментари, критики или барем не те спушта на вибрација да ги видиш ако не друго. Може некој ќе има негативен коментар, ама јас нема да сум на таа вибрација за да го видам. И затоа како можеш да ја негуваш таа самосвест, нели за самодоверба малку ни е поопиплив. Ајде ќе афирмирам, ајде пред огледало ќе кажувам, јас вредам, јас заслужувам, јас сум доволна и тоа работи. Ако се уште не веруваш дека афирмациите работат, тогаш ти препорачувам од срце да ја погледнеш работата на Џо Диспенса, кој што научно веќе го докаже тоа. Медитација, ајде да медитирам. Ајде да се поврзам со тебе. Медитација е единствен клуч кој што ти отвара и самосвест и самодоверба. Бидејќи личност која што медитира секојдневно и негова поврзаност со себе се освестува, има свест за себе и нема потреба од тие надворешни постигнувања и достигнувања за да бидат доказот дека вреди. Таа личност е свесна дека вреди. Нема потврда од аплауз од другите, еј, браво, ти, нели, успеа и ете го доказот дека ти си вредна. Знае дека вреди. Нормално е дека се чувствува за одредени теми и цели, нели, и постигнувања кои што може да си ги поставиме. Прашањето ќе успеам, како ќе успеам и што ќе се случи, но не е нормално постојано да мислиме дека не вредиме и не заслужуваме. Бидејќи самодовербата навистина не е нешто кое што може да ти гарантира успех. Самодоверба е нешто кое што е многу важно за личностите кои што имаат самодоверба, многу лесно преземаат ризик во одредени животни ситуации, личности кои што имаат самодоверба многу лесно се впуштаат во нови работи, надвор од комфорт зона, ќе пробаат едно, ќе пробаат друго. Сигурно знаете таква личност. Имала еден бизнис, друг бизнис, трет бизнис и постојано менува и пробува бизниси да види по што ќе успее, или некој кој што постојано менува работа. Од овде, таму, ваму и не се плаши таа личност дека ќе остане без работа. Има самодоверба. Но самосвесна личност исто така знае дека таа самодоверба не е дефинирана од тоа дека постојано ќе менува работа и ќе ја вработуваат. Кај личност кај која што изостанува самосвест, а има само самодоверба, може лесно да варира горе-долу со мислите. А кај личност која што има самосвест и плюс самодоверба во одредена доза, не варира со мислите, вредам, не вредам, можам, не можам, колку ќе постигнам, што нема да постигнам, а ако не успеам, а што ќе се случи, ги нема тие мисли во таков обем. Односно, кај сите е нормално и природно да се појават такви мисли, но емоционална зрела личност и самосвесна личност единствено нешто ја разликува, а тоа е време траење на такви мисли. Природно е да се појават, нормално е, имаме обкружување луѓе и се е тоа во ред, но самосвесна личност. Самосвеста е одлика на емоционална зрела личност и затоа ќе ги кажувам како едно. Самосвесна и емоционално зрела личност знае дека што и да е она кое што го има поставено како цел, не е она што ќе ја води до патот на среќата, бидејќи среќата е внатре. И не се наоѓа никаде надвор.
И ако самосвест е одлика на емоционално зрела личност, и емоционално зрела личност е она која што ни покажува како да знам дали сум емоционално зрела личност, така што ќе го увидам времетраењето на оние негативни емоции, на оние самокритички емоции, на оние мисли дали можам, дали не можам и емоциите вредам, не вредам, заслужувам, не заслужувам. Самосвесна личност многу брзо ги регулира тие емоции и траат многу кратко, односно поминуваат брзо. Ги гледам, тука се прашувам, пример, ете, јас баш сега имав пред малку една таква ситуација, 49 минути, готово завршуваме, за семинарот кој што го имам во Скопје, значи веќе ме преплавија емоции, почнаа пријавите и се, тука е тој голем сон, се случува и бев како се случува, како ќе биде, што ќе биде и ми се појавија тие мисли за момент и ми требаше само кратко да isпроцесирам дека оке, во ред е. Само да го кажам гласно, да го слушнам, да го примам, да имам личност до мене, да ја гушнам и оке. Значи, тоа беше во периодот можда 10-15 минути и тие емоции ги нема повеќе. И тој голем настан сега за мене е настан. Да, важно ми е, битно ми е, но немам многу голем товар од тие емоции. И мисли како што ако нешто лошо се случи, а што ќе биде ако ова не знам како да го решам или контраст доаѓа, самосвесна личност и емоционална зрела личност, тие контрасти не останува во тие контрасти. Контрастот останува да постои, ама личноста не останува во нив. Личноста излегува од контрастот. Не се идентификува со контрастот. Со самата мисла решено е. Или Боже универзуме, ти превземи, јас не знам како да решам, и јас излегувам од таа емоција на без лутина тага, ако пример сум добила отказ од работа и кажам, Боже универзуме, ти превземи, ти реши. Јас не знам како да го решам ова и се тргнам од таа емоција и одам да слушам музика или да вежбам. Јас не сум во контрастот и контрастот нема друго освен да го снема и да се реши. Тоа е одликата на самосвесна личност и личност која што нема самосвест и емоционална зрела личност. Кај сите се случуваат проблеми и контрасти, ама колку ќе остане, тоа зависи од нивото на свестка личност. Додека ако се негува самодоверба и се билда самодоверба, овие контрасти знаат да траат долго и со денови и да доведат до депресивна состојба. Еден краток совет за оние кои што можеби се чувствуваат депресивно, тоа го слушнав на еден курс на кој што бев во Србија, менторката каже секој ден направи едно добро дело, ти ќе се почувствуваш среќна, а среќа и депресија не одат во едно. Тоа е спротивно. Ако се чувствуваш добро, не си во депресија. А ако тоа добро дело те направило да се чувствуваш добро и да излезеш од емоција на само сожалување и депресија, значи прави секој ден по едно добро дело и ти полека ќе се оддалечуваш од таа емоција. Сега сакам за оние кои што не се овде, само за кратко да им кажам, ако се прашувате оние кои што сте на тест период на програмата, дали е оваа програма за вас, ајде сега да провериме заедно. Дали нешто од ова ти е познато и го препознаваш кај себе. Сакам да почнам со работа на себе, но не знам од каде. Ми треба промена, знам дека можам повеќе, но како да ме кочи нешто. Постојано имам некој страф и грч. Тоа дали е страф од иднината или од минатото. Ми треба рутина и премногу работи се нудат на социјални мрежи, но збунета сум. Постојано слушам видеа и подкасти, но не знам како да применам. Имам цели, ама не знам како да ги остварам. Немам структура и план. Се чувствувам заглавен и како да се вртам во исто место. Ако се чувствуваш како хрчак, ова е за тебе. Смачено ми е. Не ми се допаѓа начинот како реагирам на одредени ситуации. Брза сум и избублива. Преоптоварена сум со негативни мисли, немам храброст да излезам од мојата комфорна зона или, како што јас си ја викам, само позната зона. Јас потполно те разбирам, бев таму и бев на твое место и ги имав сите овие мисли и емоции и се она што јас го направив, сега ти го нудам во оваа програма. И да излезеш од овие емоции, да ги промениш своите навики, да имаш нов мајндсет, да креираш нова верзија од себе, да реагираш со смирен ум, да бидеш смирена мама, да живееш во сегашен момент,
да имаш љубов и разбирање за другите, да манифестираш финансиско изобилство или да ја пронајдеш својата животна страст, не за ова не ти требаат 10 години работа на себе, за ова ти е потребно подршка од ментор со точно дадени насоки и програма. Затоа, премиум програма е твојот идеален следен чекор, во која што ќе ги најдеш сите овие теми во модулите. Вовети поставување здрави навики, самодобрба и self-love, партнерски односи, работа и кариера, финансиско изобилство. Па ако се уште не знаеш од каде да почнеш, нека ова биде твојот почеток. И јас сум овде да те поддржам и да те мотивирам. Како бонуси во оваа програма добиваш снимка од вебинар самодоверба, снимка од работилница партнерски односи, мини прирачник за манифестирање пари, вебинар влијанието на туѓото мислење врз мојот живот, предавање на тема здравје и бонус модул на тема самосвест, а тоа е ова предавање. Програмата трае 2 месеци, со тоа што оние кои што ќе одлучат да продолжат, првата рата треба да уплатат сега, а следниот месец. Имаме уште 2 Q&A појавици, менторски средби, каде што може да поставувате прашања, а во групата на WhatsApp за поддршка секојдневно одговарам на сите ваши прашања и сум овде за мотивација. Ви следат 5 снимени видео лекции од мене, 5 разни теми и модули, PDF материјал, workbooks за домашни имплементирање и 10 методи за манифестирање, плюс секојдневна рутина. Цената на оваа програма е 112 евра. Доколку некој се мислам дека ова му беше време сега да се одлучи. Па, ви благодарам на вашето присуство и се гледаме на нашата следна менторска средба. Чао!